медицинска сестра. Са бајле многу рано, ја сретнуем, се знаеме одамна, викам каде, еве вика од работа дежурна, и се нормално ќе ја прашаш како помина, како си беше на работа. Вика, вика остави мојава работа, некојаш вика знае да биде заебана, што се десило? Види, јас знам дека онако си педер не прашува ни за политичка партија, ни за националност. Мислам, можеш да си педер, секоја, мислам, да си бидеш политички ориентиран, мислам, било каде, лево, десно, централно, исто и националност, па не бира, не прашува. И им дошол ургентен, значи, игра на случајност е тоа. Дошол познат фраер, од овие редовиве на СДС, у времето кога се менјаш името, беше многу битна фигура, може би и министерска, не се знае, многу битна фигура. Им дошол на ургентен и ректално го прегледале и со болки дошол и ректално го прегледале и ова и му се заглавило од позади внатре капачето од она лак за коса женски, оваков лак за коса, знаете, она толкав што ни е и капачево, и не знам тоа дали некако, не знам, на вадење, и тоа прц останало у длабока офсет позиција. И се овој докторов, овој што е имал таа одговорна задача, чест да мислам, не знал што е од почеток, нормално, и овој го, мислам, го снимиле тоа све тамо и видел и од прилика и го вадат. Едвај го извадиле, тоа била интервенција, едвај, мислам, тоа не знам тамо. И го извадиле и овој докторот, значи, доктор на работно место, мислам, знаеш, мора да го праша, вика, како, вика, што се случи? И овој му кажал, приказ на овој бившиот, може би министер, може не, многу битна фигура во времето на овој Зоќе, и му рекол, абе, види, бев со една цура, па игравме некои тематски сексуални игри на одредена тема со дрес код. Па она стаи, вика, перика и реков со некоја афрофризура, па демек лак за коса, па така почнавме нешто да правиме. Ја не знам како, вика, случајно, вика, сум седнал на тоа. Ова ми го кажува сестра, и ја гледам, она сериозно ми го кажува. И докторот бил сериозно, не, и овој му рекол, и седна, вика, случајно, вика, на тоа, на ова, случајно седна. И тоа останало капачето заглавено, и докторов му рекол, па добро, вика, господине, се случува, вика, и тоа се и случајно, вика, знае да се случи. Се доктор, што да му каже? Ја викам што да му каже другот докторов сега, да не го знаеш, да не го да укака, што се вика онака, ма да, тој, кога му го извадил тој, може и се укакал, нема вез. Тоа више немаш контрола, веројатно, пред тоа. Сега не и се. Ја почнам да се смеам, а оваа сестрата медицинска ме гледа сериозно и ми вика, бе, добро, вика, па ти каков си, па сега немој сега одма да се смееш, па може стварно се случува. Вика, може стварно се случува. И ми вика, ама вика на тој што може би беше министер, некој може би не беше у времето на Зоќе, и порано му се случувало. Еднаш, многу одамна ми кажува исто, вика, ја, вика, бев на смена, она, како се вика, она у миксер што се става, она беше врти мешалицата. Па викам, шо ми збориш, викам, дека може да се случи случајно, тога што случајно, викам, на миксерот седна. Викам, луда работа. Абе, вика, не заебај, вика, се случува, вика, мај, добро, сега, вика, ми кажеш ова, миксеров, викам, што е, бе,
Викам, шо е бе, тој ко кофере, викам, целиот, викам, шо е, може да прими у пич. Ко она, како се викаат оние кофери на Samsonite, огромно нешто, нема везе. И сега па ме убедува. Не бе, викам, ама викам, слушај, викам, имало ете еден пример кај што ти си била сведок, викам, има сега од ноќеска втор пример. Со ове од лак за коса тоа, може малце помало ева, капачево бе. За капачево зборам. И вика, не заебај, можно е. Што е можно? Викам, јас сум човекот, како да кажам, викам, дај, викам, дојдов дома и стварно црво да ми викам, пред да го објавам, викам, ова како вест, како интересна вест, баш онака смешна вест, викам, дај барем емпириски, викам, да бидам сигурен дали е можно случајно или не е можно. И јас, до сега, 1-2 сата пробувам случајно да седнам на ова, сам случајно, ја ги случајно, пример си варам јајца, нешто си ги носам и пример не го гледам, не може, не влага. Се убив од пробање, маше преку 50 пати пробав случајно да седнам, не иде. И така викам, нема везе бе ова кај ова сигурно, иако ми го пуштиваат црвов, сестрата низина медицинска, ми го пушти црвот увакво, у глава, викам без проверување ова не бе луѓе, не знам, пробајте дома сами, нема шанси случајно тоа на дезодорансот вака тоа на лакот за коса вака случајно демек прво не може да стои. Се мора да е тврда вака површина маса, ама па шо барал овој тој што може би бил министер, може би не бил, шо барал, ако стоел не можеш, тоа е да седне така се лизне ке падне на столица, на столица уште помалце мека столица или фотелја. Немаш прво не може да застане тоа. Субив од пребуење. Грзов ми знае. Ама среќа ете, ни случајно не може да влезе. И така да шо да ви кажам. Иначе ја во Скопје се живее така бурно. Мислам, јас, не сум дел од тоа, но вака ќе стигнат муабети, се бурен сексуален живот се живее у Скопје, така. Овие поготоа што се од ова под повисоково добро утро, што се овие, вака, што се... си прават кејфои разноразни, а ние останатите смртници, така. Са бајле нешто, кафица, мафица, дружба, муабет, некој джагара, багара, глупости, тресеме ако седиме, вака, ако имаш некој поинтересен за муабет, може нешто ќе откачиш 2-3. Ма генерално живееме, како да ви кажам, живот без предизвици. Досаден живот живееме ни останати. А овие, бога ми, овие сега овие, што се, тоа е исполнет живот, баш онака, мислам си прават, тоа брашницата си шмркаат, поготово овие што наклонуваат кон овие СДС, чи деле, нели, и овој со лакот за коса капачат. И стварно имаат исполнет живот. Барем овој вчера ноќ имал исполнет живот, тоест ноќеска, како било, да, имал исполнет живот. Мислам се, нешто го исполнило. А знаеш што да не исполнило? Што да не исполнило? И така, понекогаш ми е криво, знаеш, со тоа што не сум се родил таков, нели? И со таков късмет. Ја ни го немам тој късмет. Значи, некој еднаш ќе седне, баш ќе седне на лак за коса, тоа како се вика тоа, туба, цевка, како се вика тоа, и ќе му влезе у гъс. Абе, на шо е да седне у гъс? Тој така и со пари му е, тој шом тоа случајно ако го наседне му влага у гъс, тој така и пари му влагаат на сметка. Сега, дали за продажба на некои работи што не се за продавање, дали за ова, ама лесно така му влага, случајно не е свесен кој му влага, после сега нешто ако се подзаглави малце, фала Богу, тука се обучени имаме за тоа, лекари,
медицински сестри, оваа го држала. Му бил многу исплашен, овој друга асистирала на докторов тоа. Ама успешно операцијава завршила. Тоа првиот пат со миксерот било многу поедноставно. Среќа што на такво само никој не му текнало да го притисне копчето на тоа миксер, ето тогаш ќе направил белја голем. Пичко матер, ја мислев тоа миксер само за мутење на јајца се користи. Каков наивен, 50 години, наивен глуп, ај се изнервирам се.